Некој младич се оженил, поседол 3-4 месеци со жената и отишол војник. Кога заминал, жена му останала тешка. Ден за ден нараснала жената, Бога ми, поприлично, да е погледнит човек можел да види дека е бремена. Еднаш било причесна и жената отишла в црква, по обичај. Попот кога ја видел и се исчудил. Многу му се допаднала, бидејќи женичката била многу убава, и е прашал: невесто мори, ти од која фамилија си? Кај си, што си, за кого си мажена? И таја му разложила се, мислејќи дека попоите и оđите се многу побожни и дека веруваат во Бога, и така се му раскажала, она што знаела. И попот ја прашал: ами, маж ти кај се наоѓат сега? А, маж ми е војник, рекла таа. Кога видел тој оти немат маж дома и немало никој друг во куќата, и рекол: море срам да му биде на твојот маж, а бре вака убава жена и така лошо да ја мислит. Зошто, бре попе? Зошто лошо да ми мислит? Па, рекол, тоа шо го носиш во меот, не ти е допраено. И жената се обчудила. Како, бре попе, како не ми е допраено? Па не, ете така, не е бре допраено. Го запраел тој, ама не го допраел. Си заминал војска. Ами сега, бре попе, аман бре, што чаре да прам, бре? Како да се молам на Бога да ми го допрајат? И попот и рекол: а бре, ја можам да го допрам, само су стар човек, ете, и ќе треба многу да ме измачиш. Аман бре, попе, аман бре, што чинит бре, се ќе платам, само да ми го допреш. Е, добро, де, нема да ми платиш, нема, ете, ајде некако, ќе се помачам. Јас ќе го доработа, ајде, не бери гајле. Ќе дојдам јас кај вас дома и таму ќе го допрам. Аман, попе, те молам, дојди, попе. Многу го замолила. И една ден, кога се договориле, и попот отишол дома кај неа. Кога дошол попот таму, ја фатил невестата и тргнал едно такво попско ебење и рекол: сега, невесто, детето ти е допраено, ама ептен. Ако се родит фалично, тогаш да дојдеш кај мене и мене да ме караш. И си заминал попот. По некое време, детето си се породило и жената видела дека е без кусур, ништо не му фали, ни рака, ни нога. Радосна, порадосна, немало однезе. А детето си растело. Дошло време да се пушти мажот ја од војска. Која дошол тој од војска, која видел како жена му го држи в раце детето и го зел за да го помилуват, да го баци, да го гушнит. И таја жената му тогаш му рекла: марш таму да те немат. Бре, ти мене не си ми бил маж. А бре, како? Бегај кога ти велам. Ти да го сакаше детето, ти ќе го допраеше, а не го ставаше недопраено. Едва и попон на стари години си измачи за да го допрајт. Да се мачи попот на стари години, срам да те бидит. Тој толку бил бистар и не сакал дури да се издајт на жена му. Што? Попот го допрај? Алал да му е.
E pa go doprej, sigurno. Što misliš ti? E pa dobro, dobro, ženo. Знаеш како е? Да бев јас тука, јас ќе го допрев. Ама војска ти е тоа тука, жено, војска, закон. Мораше да се одит. И јас замина. Немаше што да правам. Јас не сум кабаетлија. Поседел 2-3 дена и рекол на жената му. Жено, слушај ме сега вака. Јас сега ќе одам на работа. Ќе одам подалеку да барам работа. Имаш дома некој динар, помини дур да дојдам јас. Добро, добро, оди, рекла жената, оди. Се облекол тој во едни искинати алишта и отишол, можем да бара работа. Место да барат работа, тој отишол и поминал право пред портата од попот. А попот имал 2 ќерки, убај, не се знаело која е поуба. И кога отишол тој таму и викнал од портата: "О, попе! Попе!" И попот излегол. Кој излегол, му сиспули левака, гледа искинато момче. "Што е, вре, дете?" "Слушај, попе, слушај, мамо. Ти си божовен човек, така? Барем ти гледај некако, барем за едно јадење да работам кај тебе. Оти сега су дојден од војска. Нема што да правам, ќе умрам за јадење, сиромав сум човек." Попот го прашал: "Ами добро, имаш ти нешто, жена, деца, мајка, татко?" "Ништо, попе, ништо немам. Како што ме гледаш, еве вака, таков сум." И попот си помислил: "Јас имам работа доста, и си имал нивје своји работи други, ќе го земам, зошто да не го земам? Нека ми работи за едно јадење чим е тука, нека работи." "Добро, синко, добро," рекол, "ајде, дојди, влези. Само ќе ти кажаме на работа. Мораш да бидеш многу поштено да работиш, да не ме крадеш и да не ме лажеш. Не, воопшто, попе, ни да крадам, ни да лажам." Све веќавал, само да влезит во неговата куќа. "Добро," рекол попот и го примил. Ден за ден работел, онадел, маткал. Едно време дошла некоја слава и се правело на манастир, горе, за Мала Богоројца. И луѓето се збирале во манастирот, оделе и таму ја чекале ноќта, таму преспивале. Цела ноќ таму играле, се веселеле, сите заедно. А попот требало да појди еден ден порано и попот кога одел за тамо му рекол на слугата: "Слуга, слушај сега вамо ти, ајде. Ќе ги земиш ќеркиве, 2 мојве ќерки и жена ми, ќе го прегниш конјот во фијакерон и ќе ги донесиш утре во манастир. Само што порано ќе дојдиш за да фатат навреме веселјето, ме разбрали?" "Те разбрав, како не, попе, добро бе, оди ти без гајле, јас се што кажа, се ќе учинам." И попот си заминал еден ден порано. Ноќта момчето спало негде до кај полноќ, така, и се пробудило, слегло долу, ја прегнало колата и коњите и оттишло да ги будит ќерките на попот и жената му. И почнало да вика: "Еј, попаѓо, ајде станувајте, доцна е, ајде, нема време, ајде да поиме по совреме." А попаѓата рекла: Добро, слуго, добро. Се ќе станеме, само нека се спремат девојчињава, да се дотераат мало, да се променат убо. Таму е слава, не можат како годе." "Ама попаѓо, дур да се спремаат тие, дур да се облакат, дур да се мијат, ќе приденит. Под манастирон таму долу имат едно чешмиче.
нека си ги земат со ними работите што им треба и таму ќе си измијат образ, лице и ќе се преслечат. Ќе се променат, најубаво ќе биде така. Добро, добро, рекла попаѓата и ги станала и девојчињата. Собрале што им требало да соберат, за да се променат, се качиле во фијакерот и тргнале. Оделе и дошле до подманастир, а веќе било ноќе. Тој го запрел фијакерот и ги однесол девојчињата до чешмичето. Тие, обете черки на попот, наоколу вратот имале и ѓердани со златнички, една до друга наредени. И тие, за да се измијат убаво, ги изваеле од себе ѓерданчината и ги стаеле до нив, до чешмичето, и почнале да се мијат. А попаѓата останала во фијакерот со слугата. Едно време слугата кришум слегол од фијакерот и пошол на кај нив, кроце по кроце, се прибрал до ними, им ги украл на обете златишките и ги скрил во себе. Се измиле тие, се преслекле, се промениле, кога и побарале златичките за да се ги клаат нагуша, гледаат вамо, нема, гледаат тамо, нема. И почнале една со друга да се распрашуваат. Кај се сторе? Кај ни загина? Одовде кој можи да пројдит? Леле, како ќе појдиме сега? Абре, ќе не утепа татко. Таму без златнички ич не смееме да се појавуваме. Слугата и чу и одеднаш истрчал и рекол. Што е, Мари? Што е? Абре, златничките не ги немат, загинале. Ја знам кај се тие. Само не верувам да успееме, рекол. Море, аман, бре, ако знаеш, бре. Аман, татко ќе не заколит. Барај што ќе бараш, само златничките да најш. Абре, ми е срам да ви кажам. Инаку, ја знам кај се, на сигурност. Море, аман, бре, аман, кажи ако знаеш, нема што, кажи, татко ќе не утепа, готово е. Епа, рекол, златничките ви ги лапнале пичките. Тие се зачудиле. Како бе така? Како? Рече, сигурно е, сигурно е. Ами, сега што ќе правиме? Епа, јас можам да ви ги извам, само ако вие сакате. Аман, бре, слуга, аман, тоарно учини го, че не утепа, татко, свршено е. И тие се тргнале во шумата, ја одвел прво едната, легнал на плешти и го клал курот натре и Боже ми ја бацува по лицето, а со едната рака го ставил герданот на куро, кога мрднал убо така и го извел курот и герданот паднал од него. Еве го, рекол, го гледаш? Брго, сестро, брго, мојот гердан се најде. Брго и твојот нека се најде, ајде, побрзо, дојди. И сестра е одма дотрчала. Абре, уште не испулена, и го нагнетил и незе, и на исти начин како и на сестре, и го изваел герданот. И тие отишле до кај мајка и рекле. Мајко, знаеш што, мори мајко? Златничките беше ни лапнале пички. Едва и успеавме да ја најдеме. Оти ако не беше слугава, не можевме ич да ја најме. Ами среќа слугава беше знаел да и барат. Го лупна натрес по лајму на Бога и ги изве и моите и од сестре ми. Тогаш попаѓата скокнала и рекла.
Аман бре, слуга, аман бре. Чим си можел ти така да бараш? Абе мене уште од ланска година ми загина едно котле и да го најда никако не можам. Види оваа пустина да не го лапнала и него. Ајде, рекол, ај, ќе ти учинам и тебе тоа. Е сметнал од фијакерот, е втерал во шумата и го закачил. Е дупел и од време на време ќе издинел. Не можам никако. Свртено е со газерот од нопаку. Бре, да беше со рачката нагоре, одма ќе ги измолкнев, ќе го тргнев. Ама, мој газерот свртен од нопаку. Да ги извам, рекол, или да не го вадам. Не можам никако да ги извам. Нека стои така, нека стоите, рекла попаѓата. И немало што да прават. Котлето, Боже ми, останало внатре. Се спремиле, се качиле во фијакерот и радосно отишле кај попот. А попот ги пречекал, бил многу среќен што навреме ги донесол на славата во црквата, а момчето задоволно си ја накривило капата и радосно си се вратило дома, зашто на попот му ја вратило вратката. Бил некој војник и пред да излезел од касарните, рекол си напамет: ќе одам попат и се живо што ќе сретнам, ќе налегнам, па било младо или старо. Одејќи така по пато, немал никој да сретне, мислам да сретне некој младо. Арно, ама сретнал една баба и рекол: ај, мори, бабо, кај си тргнала? Ете, синко, мачам се, стара сам, па одам тука да стигнам до едно село. Бабо, знаеш ли што ќе те питам? Што, синко? Ќе ми дадеш ли да те еба? Синко, немој, стара сам. Не, бабо, не. Јас сам решил, пред да тргна од касарната, старо било, младо било, се што ќе сретнам напад, се ќе налегнам. Што ќе прави бабата, ја фатило ампа. Тој ја фати, ја налегна на земјата, ама пред да ја налегне, ја прашал: бабо, колку заба имаш? Ами, колку заба имаш, толку пати ќе ти го пернам. Бабата рекла: синко, имам само еден заб, другите ги сокрила. Бабо, шом имаш еден заб, еднашка ќе ти го пернам. Ја налегнал и кренал нозете и го бапнал еден, што бабата звездите ги видела сред бел ден. И свршиле работа и кога војникот си заминал, на оваа бабава и се усладило и почнала да вика: синко, ела вамо, мори, ела, имам уште еден заб. Бабо, ја кога те питав колку заба имаш, ти ми викаш дека имаш еден. Јас само еднашка ти го бапнав. Се, еби се сама.
си живееле баба и дедо сами. Имале една бавча покрај некој крстопат и од неа си се преранувале. Тој вез ден во бавчата си работел, ама бидејќи бавчата била на крстопат, крај неа многу луѓе минувале и секој човек што ќе поминел, ќе го поздравел дедото со добро утро или добар ден и ќе го прашал потоа: дедо, што работиш, како си? На сите познати и непознати луѓе дедото им одговарал и на поздравот и на прашањето. Еден летен ден, кога било многу голема вручина, дедото имал бајџи работа во бавчата. Тој ден голем број минувачи го поздравувале и го прашувале: што работиш, дедо, како си? И дедото морал да ја прекинува работата и на сите да им одговара. Ама веќе едно време му здодеало. Кога веќе требало да ја приврши работата, покрај бавчата на деда поминал Господ преправен во селанец. Добар ден, дедо, како си? Што работиш? Го праша. А на дедото веќе му било дошло догуша од прашањата и од одговорите и онака преморен и луд, што се уште работата не ја завршил, и на непознатиот селанец му одговорил и навредително: ете така садам курој стари. А, така садиш курој? Ај, што садиш, да дај Господ тоа и да ти никне, и си заминал. И дедото си отишол дома и катаден работел во бавчата, насадот го залевал со вода, ама едно утро имал што и да види. Дедото се стаписал, седнал под едно дрво и почнал да плаче, да кука. Ете ти го Господ сега поинаку преоблечен и го прашува: добро утро, дедо. Што вака? Зошто си толку нажален? Што ти станало? Што мака имаш? Ајде да ти поможам ако можам, му реко. Остај се, човек. Маката ми е голема. Ами што можеш ти да ми поможиш? Кажи бе, белки, че има некоје чаре. Да ти кажам. Му сгрешив на Господа и тој ме накажа. Ја послушал клетвата на старецот. Така и треба кога на човекот нечоечки му одговорив на поздравот. А што било тоа, дедо? Што си сторил? Што си му сгрешил на Господа? Море, братче, ги гледаш ли овие во бавчава? Знаеш ли од што никнале? Не знаеш, не знаеш, се разбира. Ќе ти кажам, па да ми олекне на душава. Еве вака. Еден ден јас во бавчата вез ден работев и бев изморен, прекусила. Цел ден луѓе минува, сите ме поздравува и ме прашува како сум со здравието, со работата. Ми домачне од многуте поздрави и прашувања и оти требаше да ја оставам работата за да им одговарам. Последен намина еден старец, ме запраша и тој што работам и како сум. Јас онака истоштен му реков: ете, садам курој стари. А тој ми рече: така ли е? Ај, што садиш, да дај Господ тоа и да ти никне. Се, ја гледаш бавчава? Го послушал Господ, ме накажал. Со човек треба човечки да се разговара. Тоа ли е гајлето, дедо, му рекол Господ?
А бре, ич да не жалиш. Ништо нема да изгубиш, туку ќе спечалиш. Овие ркулци не се обични, туку волшебни. Кога ќе им речиш, ај сега, тие веднаш работат. Разбра? Ама ти уште малку време да ги повадиш за да пораснат поголеми да бидат, после исечи ги и носи ги на пазар. Ќе видиш колку пари ќе спечелиш. Му го рекол тоа Господ на дедото и додека овој да се сети и да му заблагодари, Господ се изгуби. Дедото продолжил да ја вади бавчата. Расадот раснал и еден ден дедото исекол неколку десетици со срп, ги наредил во една кошница и пошол на пазар. Кошницата ја покрил со крпа, како што се покриваат јајцата кога се продаваат на пазар, и се наредил покрај некои од жените што продавале јајца. Жените што купувале јајца, штом ќе дошле до дедото, ќе ја подигнеле крпата за да видат колкави се јајцата од дедото. Коа имале што да видат. Место јајца во кошницата наредени курови. И секоја жена кога ќе видела, ќе спискала. Ама дедото ќе ја смирел. Не плаши се, мори женичко, не плаши се. Не се тие туку така. Тие се волшебни. Ако им речеш, ај сега, тие веднаш работат. Разбра? Штом го чуле ова, поучени од деда, жените купувале како која. Една еден, друга два, друга три, избирале големи, мали, дебели, криви, и дедото зачас ги продал како алва, си го наполнил кесето пари и саде ќев си се вратил дома. Утредента била недела и бабата му рекла на дедото: Дедо, ја ќе месам еден зелник, а ти наполни едно шише со вино, па да појдиш кај зето да видиш како е со черката и однеси му. Арно, жено, се согласил дедото. Не поминало многу време и тој тргнал да оди во некое друго село каде што черка му била мажена, ама тој не знаел дека бабата во кошницата турила и еден од никнатите за черка си. Таа си умувала: зето везден работи, одвај да има време за черка ми. Ќе и се најде овај за зло време. Одејќи, дедото попат се заморил и седнал под некој дрво да се одмори. Седејќи така, се замислил нешто. По едно време му текнало дека треба да го продолжи патот и гласно рекол: ај сега. Што го рекол тој збор дедото, пусти он, рипнал од кошницата и вгас му се напикал. Офнал дедо и до Бога се чува. Во некое село еден поп имал една многу убава ќерка. Таја со снаата еден ден отишла на жетва. И така, како што жниела, се боцнала на некој трн
i počnala da ofka, da vika i da ih se žali na snata. Nesto, mori, nesto, ela, mori, nesto, da mi go izveš trnov, umrev od bolka. Od trn, mori, se plašiš, i rekla snata. A mi brat ti sekoj den tolkaj čkoroj mi redit i jas ne se plašam. Devojkata, koga gi čula tije zboraj, mnogo se isplašila i rekla. Ako je taka, jas ne se mažam snav. Mi što će mi je maž da mi redit čkoroj? Pominale godini i godini i popovata ćerka ne sakala nikako da se mažit. Popot obećal golemi daraj na sekogo što će naterat nekako da se omažit. Se našlo nekoje momče i mu reklo na popot. Jas će izmamam ćerkati. Samo ako je puštiš so mene nažetva. Popot se složil i toj otišol nažetva so devojkata. Nej se, kako što i rekol, toj taka ta se složila. Goli dažnijat. Jedno vreme popovata ćerka go pitala. Što je to taka što ti se metka među noze? Mu rekla. Toj rekol, ova je beroklaset, za klas je to zbiranje. Žnijele što žnijele i došlo vreme za ruček. Sedlale da ručat, jadat, a momčeto i na beroklasecot troški mu ronit od ozgora. Što praviš taka, be, mu rekla devojkata? A mi i toj rabotit, i toj treba da jadit, rekol toj. Ama nešto mnogo soleno jale i nabrgu na devojkata i se pripilo voda. Ama blizu do nivata imalo nekoje češmiće i otišli tamo da se napijat. Prvo se navednal toj da se napijet i rekol. Ajde, zatni mi ja šutkava odzadi duri da pijem, da ne mi tečit voda. I otkako se napil voda, rekol. Što slatka voda. Posle se navednala ta da pijet voda i mu rekla. Aj se ga ti zatni mi ja šutkava. A to je rekol. Kako će ti je zatna? Ti imaš dve šutki. Da ti oklat beroklasecov? Klajgo, rekla ta, klajgo. I došlo ubo i ta rekla. Istina što bila uba vodava, što bila slatka. I otišle pak da žnijat, pominalo malko vreme, a ta je pak rekla. More što mi se pijet voda, aj pak dojme da se napijeme. Otišle da se napijat i voda ta bila ušte pouba. Po malku vreme pak pobarala da pije voda i taka se po nabrgu i se po nabrgu. Neze odšo i se pijet voda, tuku zaraj pusti od beroklasec. A momče to i veli. Aj, da nojme navoda, mojma i ovde pod Krušava so beroklasecom da svršime rabota. I taka taja videla oti rabota taja v beroklasecot, a ne deka voda ta bila tolku blaga. Posle toj se oženil za ne i go nasledil imotot od popot. Si bil jedan mnogo siromov mladić. I još što bil siromov, si kinisal nekade daleko na pečalba dovdje. Odel, ama
при квечерина го фатил некој силен дожд и некоја виулица и си рекол, ајде да побара негде да преночи, во некоја куќа, тука, близу до селото. Почукал на вратата, домачинот издегол да види кој чука и му рекол, се направив лилјак, пријателе, жит ти Господ, прибери ме ноќва во куќава. Стариот му рекол, ќе можеш да влезиш, ама гол ќе се слечиш. Во вакво време ние сите дома голи се слекваме. Видело не видело момчето, срам не срам, се слекло. Која влегло внатре во одајата, има што да види. Стариот гол, двете снаи голи крај огнот седат и се греат. Седни си, синко, ај греј се и ти, рекол стариот. Не срами ми се. Сите сме голи, таков е адетот кај нас. Зошто да се срамиш? Пошло момчето крај огнот да се стоплит, ама по некое време пустиот ѓавол да го носи, му се вџашил тој негојот. Го видел стариот и му рекол, што пустината, бре, синко, ти се вџаши од топлото, а? На постарата сна и рекол, оди, зеј го момчево во друга на одаја, нека го намекнит. Ојде момчето, не се сврши работа и пак отишло кај огнот да се топли. Ама млад човек се потоплил, ама некое време пак му се вџашил. Стариот гледа и рекол, ај пустината, пак се вџаши мајката, а? Рекол на помладата сна дојд со него во другата одаја и отишле. Свршило момчето работа и си рекло во себе, овде било за идење. Па ќе си дојдам ја. Кој ќе врне душ, ја патука ќе си дојдам. Преспал ноќта, са бајлето му ги исушиле лиштата и го пуштиле да си одит. По некое време, пак, кога заврнало дожд, навечер зачукало на вратата кај стариот. Бујрум, бујрум, рекол стариот. Уште од врата младичот се слекол и отрчал кај огништето. Ама таму не биле снаите, туку синовите на стариот. Се топлит момчето крај огнот и едно време на постариот син му се вџашил, а старецот рекол, стани момче, оди во друга на одаја со синов, свршете работа. Пусти, штури, момчето некако издржало вечерта, ама уште еднош не му текнало да дојде во оваа куќа.